Само десетина дена по нападот на Југославија од страна на фашистичка Германија, на 18 април 1941 година, единиците на монархофашистичка Бугарија навлегува во Македонија и Источна Србија, кои како подарени територии требаше да представуваат благодарност на Германија за бугарската помош при нападот. Уште со своето влегување, бугарските фашистички единици започнаа отворено да ги остваруваат своите аспирации, да го разединат македонскиот народ, да му провоцираат братоубиствена војна и да му наметнат своја власт. Во окупацијата на Македонија учествуваат 3 дивизии од 5-та окупаторска бугарска армија и 2 бригади гранични чети, 8 контрачети составени од декласирани елементи и професионални убици, приврзаници на Ванчо Михајлов, а подоцна беа формирани специјални полициски и жандармериски единици со вкупно 45.000 војници и 4.500 полицајци и агенти. Не се избираа начини во остварувањето на целта. За асимилаторска дејност беа организирани разни профашистички и царски дружини и организации. За наметнување на собствената волја и власт беа редовно организирани блокади, претреси, ограбувања и реквизиции. Беа применувани најгнасни форми на рецесија и злостор, испраќање на принудна работа во логорите и апсења во специјалните затвори во Скопје, Битола и Софија, каде што многу македонски синови ги оставија на најсвиреп начин своите животи. И од бугарски извори видливи се 35 начини на тепање и мачења и 2 вида на убиства. Онаму каде што не можеше да се скрши непоколебливата сплотеност меѓу народот и партизанските единици, страдаа најневините. Ширум целата република, на крвавите злосторства подсетуваат паметниците во Јаболчиште, Рудник, Богомила. Во свеста на сите очевидци, болно одекнува вистината за злосторниот терор во Ваташа. А за крвавите масакри кај местата Пуста кула и Дапница зборуваат и овие сеќавања на преживеаните учесници од овие злосторства, борците Раде Булчевски и Петко Велковски. Во месец август и септембар 1942 година во селото Рудник, во реонот на село Рудник, постоеше една партизанска чета. Бугарите посумнија по тоа дека постои бугарска чета. И на 4 септембар 1942 година испратија поголема група полиција и таа дое во селото и врше притисок за да може да ги открие партизаните. Меѓувремено тоа не успеа, а за тоа време беше известена четта. Во истиот ден, бугарската полиција се повлече и отиде во замина спрема Отовица. Околу мракот на вечер, партизаните го нападнаа селото, го обколија и го притиска оброшот кој се наоѓа во школото. Меѓувремено, пошто беше полицијата замината, само го фатија шпиунот кој беше Мите Падарот, не го губија, во селото се снабдија со храна и замина во непознат правец. Во тоа време ние врска не поставиме со нив. И вечерта се договоривме со војниот комитет и младинската организација, во тоа време како се викаше младинска група, и решивме една група да замине во партизани. Врската, пошто не беше успоставена со партизанската чета, решивме да идеме у Велес и таму врската поставиме. И на ден 6 септембар 1942 година заминавме во правецот према Раштани. Ние беме провалени и мене ме уапсија во Велес и така паднав во затвор. Утре дента на 7, тоа беше ден понеделник, ме донесе во Скопскиот затвор.
Во втората половина на месец септембар 1942 година дојдоа двајца агенти и еден полицајц бугарски од работа ме зедоа со мотивација дека нешто требало да ме распитат. Ме зедоа и ме однесоа во бугарската полиција. Од полицијата ме врзаат заедно со другарот Орде Кабацо, со лисици за рацете и не однесоа во полицајскиот участок. Таму тоа сослушањето беше толку многу тормозено, толку голем тормоз се вршеше над нас, што поедини другари, кога се враќа од сослушањето, просто не можеме да ги распознаеме. Косите му беа искубувани, модрици по лицето, по ушите, по носо, раскрвавени, а некои и не можеа да се движат, затоа што беа врзувани за нозе и тепани по табаните. Бугарските фашисти не одбираа средства какво мачилиште да употреба против нас, какви методи за мачење да употреба против нас. Рекови преđe, коси ни кубеа. Со песници удира безмилосно, не гледајќи каде го удира, по очи, по нос, по стомак, со клоци, газење и така натака. Значи, се она што беше најгрубо однесување, што можеше да биде најгрубо однесување, се однесуваа према нас. Тоа мачење траеше околу 3 дена. Во Скопје затоа беме затворени и тука лежеме приближно една недела. На 14 септембар 1942 година во келијата кај што бев сам, дојде еден полицаец и еден агент кој држаа список во раци. Тие читаа поиминечно и јас го прочитаа и моето име. Јас се озвав дека сум тоа јас. Онака на цинички ме погледнаа и ми рекоа, земи си го челимчето и излева надвор. Јас по басамај се спаднав доле и у кругот на полициската зграда најдов мои соселани родничани, кои беа наредени поред зидот, а пред ним стоеше еден камион отворен со клупи во камионот. Наеднаш излегува 10 полицајци и агенти, спадна во кругот и нареди да се качиме во камионот. Во камионот беме 7 души. Седнаме во 3 редици, а по полицијата седеше една напред, една редица и позади една редица и од страница по еден. Камионот искочи од полициската зграда и се упати низ криволасите улици на град Скопје и потоа се упати по широкиот пат кој тој го препозна дека оде кон Велес. Камионот идеше према Велес и мислиме дека ние ќе носимо Идризово. Меѓутоа, кога стигнаме Идризово до капијата изминавме и стигнавме овде недека до имањето на Идризово, баш овде на ова место, тука камионот застана и полицајците спадна и ни ги врзаа раците позади на сите поединечно. Ние во тоа време више очекуваме дека ќе не очека најлошото, разбираш, и сека најлошо изгубивме во тоа време. И камионот тргна во правецот Катланово према Велес. Вечерта кога се смрачи, не извадаа сите што бевме во затворо, не внесоа во една коњушница и таму со една орцома за рака, еден за левата рака, другиот за десната рака, не врзаа околу, односно точно 20 души. И донесоа охрана да не варди така врзани, со напомена дека злогласниот Куцаров тука изјави пред нас дека ќе не носи во некоја пештера, таму над селото Дабница, тоа е таму, некаде, и дека таму има фатено партизани, и дека тие партизани ние треба да ги познаеме и по име да ги кажеме кој како се вика и од каде се роду. Ние го знаеме тоа дека
се работи за наше ликвидирање, да никакви партизани нема фатено. И така врзани со голема охрана војска од касарната, не извада и не донеса на овој пат. Кога подигне по патот пак Куцаров не застана и почне да ви држи некоја теорија дека знаеме ние тука во околината на градот, па и на други места има партизани. И дека случајно ако партизаните не нападнат, сите вие ќе слушате мојата команда. И вие, затворениците, а и војниците, охраната. Од Ејчиково велја се поминаме Пуста кула и се спуштаме во правецот према Бела вода. Кај Бела вода, таму не сретна една црна лимузина кои беа бугарски агенти. Тие застана и од транспортот што ги водеа политичките затворници спадна, нешто се договорија, а потоа црната лимузина продолжи према управецот за Скопје. Потоа заврти и камионот со транспортот и застанаме недека на Пуста кула. Тука имаше една окука, се наваја тука, а црната лимузина беше малку измината и не се гледаше од транспортот. Тука на тоа место стоја подлаго време, превидејќи беше времето уште се видјаваше, а веројатно чека и друга група да стигне од Велес со политички затворници, но пошто таа не стигна од Велес поради тоа што камионот имал поголеми кварови, така да чим падна првиот мрак, камионот тргна, лимузината која стоеше пред нас овде на оваа окука, ја поминавме нејзе и чим ја поминавме нејзе, забележав од левата страна од машинка рефали. Ја го забележи само оđенот и камионот продолжуваше и понатака. Чим помина на едно 50 метра, извика полицајците, слевајте, партизаните нападнаа. Кога дојдоме тука, баш на тоа место, и кога почнеме да одиме тука по патот Новој Завојо, чув пукна една пушка, понеа уште една и уште една, 3 пушки. Тоа беше уствари она што ни го кажуваше злогласниот Куцаров, дека ако не нападнат партизани, уствари требаше кој ќе дојдеме на ова место каде сака да стрела, ќе се даде знак, бидејќи било претходно блокирано местото, и кога ќе се даде со пукање на пушките знак, тога да отпочне стрелањето. И кога дојдеме тука, ни командуваше на сите да легниме. Сите ние, како бевме врзани со ортомата, легнавме. Чим првите легна и повлекоа и сите другите. И му командуваше на војниците, на војската, да се повлечат напред. Така да, војската што не спроводеше, имаш околу 15 души од левата страна, 15 души од десната страна, едно 5-6 души напред пред нас и едно 5-6 души позади нас. Сите тие се повлекоа пред него напред и му командуваше да нанишерат во нас и да почне да стрела. И војската полни пушките му беа на сите, едноставно и уперија во нас и почна да пука. Па тука беа околу 30-40 души војници, секој опали по 5 меткои колку се обира пушката, значи 40 по 5, тоа е околу 200 меткои во нас. 20 души ние бевме врзани. Ние што беме у средњата редица, јас, Панче Пешев од Куманово и Душан Димитриевски, паднавме под телата баш овдека на ова место. Тие паѓаа врз нас и така со крв не обливаа. Помина извесно време, почна ни ги одврзаа раците и онака на кутура гаѓа повторно во нас. Потоа стана извесно време една тишина и наеднаш по извесно време Душан Димитриевски побегна у овој правец вака. И овие грмки, овие што се гледат, ово веројатно се препна
и полицаи се стрчаа сите према него. Јас, лежејќи, го гледав фаровите на камионот како му беа поставени, само ги гледав ноите на полицајците, ја дигнав главата, видов дека позади камионот нема никој и јас у овој правец овака избегав право у тој правец. Во тоа пукање, во тоа стрелање, некои другари кои беа смртно погодени веднаш умреа. А имаше другари кои беа тешко ранети, кои уште даваа знаци на живот. Еден другар почна да извикува да живее Комунистичката партија, да живее Црвената армија, да живее партизаните, да живее Македонија. И овој фашистот Куцаров почна даде одговор дека сега ќе ви дадам на сите и Комунистичка партија, и партизани, и Црвена армија, и Македонија. И кога престана, кој испукаа по 5 меткови од пушката, му рапортира еден таму од тие војниците што стрела, му вика, готово. Господин поручник беше тој. Му вика, добре, сега, одреди тројца. Вие тројцата ќе ставите бајонетите на пушките и ќе проверите секој кој дава знаци на живот, ќе го бодите. И овие тројцата ставија бајонетите на пушките и почна со ред да прегледува. Првиот ред, јас бев во вториот ред. Првиот ред даваше знаци за живот, тоа беше Добри Ивановски. Почна да го бодат него. Бодејќи го него, ме закачи мене во врато тука, преку неговото тело. А јас емитирав дека сум убиен, дека сум мртов, не давав никакви знаци дека сум жив. Го изводи него, дојде на другарот што беше врзнат со мене, Орде Кабацо. Бодејќи го него, преку неговото тело, мене ме закачи пак во врато тука, колку еден сантиметар ми биле бреонето. Јас воопште не давам знаци за живот. И продолжува со ред да ги боди сите. Кога завршија и со последниот, му рапортира дека, господин поручник, сите се готови. Јас го слушам, сето тоа го пратам со полна свес. И тие замина, јас почнам да кроам план. Како можам и кај можам и дали можам да се спасам. А од двете рани кај мене врато ми крвари. Ондак, овие другари што ги бода, еден по еден, како и бода пресечи ортомата таму на куп, на куп, на куп. Јас бев потиснат со телата на другарите. Така да од ним крв течеше на мене, сио бев облен во крв. И така бев жежок, се осеќав дека се наоѓам во некој котел врела вода. Но сепак, кај мене се раѓаше некоја идеја дека може би ќе има спас. И јас, користејќи го мрако беше навечер доцна, постепено почнав да се ослободувам со мрдање на снагата и едно време се ослободив. Ја кренав главата, разгледав на сите страни и установив дека тие се едно 5-6 метра од мене оддалечени и дека излез едино може да биде бегање низ реката долу. Затоа што назад, ако не смем да се вратам, затоа што се врати оваа групата. Напред се тие, а овде нагоре е узбрдица и не знам колку сум и каде сум ранет, може би ќе ме фатат. И почнав да лазам. Со лазење дојдов тука, излазев едно 6-7 метра назад и дојдов до сртот на реката тука, видов едни исушени кранчи на мене ме се видат, тие биле тревки, се ватив за ними, сметав дека ќе се
спушам со помошта нивна долу во реката да не дам никаков знак. Меѓутоа, кога се ватив за ними и почнав да се спушам, тие се откина, ми остана во рацете, јас долу дадов знак дека парда човек тука, тупот се створи. И таа тројка тука што седеше, го чуто и почна да вика. Еден побегна и почна да трча тука. Дојдоа по мене, а меѓувреме јас веќе откачи таму едно 5-6 метра. 10 метра и така. И ме видоа. Почна да пука по мене. Меѓутоа, тие припука јас легни. И едно време ми се даде прилика, ја пресеков реката, преминав од онаа страна, една бразда голема имаше, легна во бразата со лазење, се качив и влегов во онаа нива, онаа. Чекајќи го селото повторно врска да фатам, бугарската полиција повторно бев издаден и повторно бугарската полиција ме апси. После апсењето на бугарската полиција бев осуден на 10 години затвор како малолетен. По 2 години издржување на затворот, Треća командовска бригада на ослободи од затворот и се упатен преку Вардар, горе на планината Читка, потоа продолжиме Лисици, горно ја спаднавме доле во Дреново и таму беше формирана Велешката бригада, 8 бригада, која се приклучив јас во неа и така учествував до ослободувањето на целата земја. После лекување од едно 10 дена излегов. Се поврзав со партиската организација, отидов у партизани и после известно време, односно на 19 децембар, заедно со една чета од партизански одред, имам една борба таму во селото Прилепеч на Манастиро, каде што во таа борба загина 9 наши другари партизани, а бугарите кажаа само еден војник и еден офицер имаше погинато. Крајот на војната ја дочекав на позадинска работа во Грција, Егејска Македонија. Иначе бев во прва Косовско-македонска бригада, бев во втора бригада, после бев во Народна одбрана 5-та бригада, а претходно сум бил и во Битолскиот одред. Тогаш имав јас 18 години. За мојата работа во тоа време, бугарската полиција, пошто по нивните прописи не можеше да ме осуди на смрт, и изнајделе такво решение, разбираш, без пресуда, да не стрелаат, разбираш, со измама. И на тој начин, на подвален начин, разбираш, инсценира го ова Масахаров, наводно како да партизаните не нападнаа и тука го извршија ова стрелање. Од овај махаса што го извршија бугарските фашисти, само останав жив и така се сеќам како една обавеза, за да можам од време на време да можам да ги посетам овие мои соборци овде кои лежат. Овој споменик треба да биде символ на борбата. Дека македонците се борат за Македонија. Па Бога ми и на мене. Ако јас не успеав
да се спасам. Во несреќата среќа сум имал и моето име ќе беше тука пишано. Бевме донесени 20 души. Меѓутоа, јас еден побегнав и еден од селото Дабница по име Тоде Телешовски, а остануваа тука 18. Бројни се спомените што подсетуваат на тешките страдања и големите жртви што бугарските фашисти му ги нанесе на македонскиот народ. Според непотполните податоци со кои располага архивата на Комисијата за утврдување на воените злосторства, со својата војска, полиција, жандармерија и контрачетите, запалија 3510 куќи и други згради, ограбеа 38.413 грла крупен и ситен добиток и 282 работилници и фабрики, потоа 12.821 делови на мебел и 21.604 чифта облека, затворија, интернираа, принудно преселија и одведоа на принудна работа 32.250 граѓани. Освен 24.000 паднати партизани во борбените судири против заедничките непријатели, само бугарските окупатори на разни начини тешко физички повредија 4.737, а убија 2.664 граѓани, меѓу нив и 15 денес народни херои на Македонија. А во овие страдања сите беа херои. И во решеноста да тргнат и да истраат во нерамната борба, и во голораките јуриши против дозаби и модерно вооружените окупаторски единици, и молкот како единствен чин на признание и во признавањето дека, иако нив ќе ги нема, победата сепак ќе дојде. Затоа, и кога загинуваа, остануваа непобедени. Ме подсетува на времето на доживувањето, на разговорот со другарите што го прави некој носа тука. Начино на стрелањето. Страф уопште не постоеше за ништо. И од ништо. Знаевме дека се бориме за едно свето дело. За дело кое нашите претходни генерации не успеале да го стварат. Но ние го ствариле. Размислував дека нам ќе не нема, али останува нашите другари кои ќе се освета за нас и кои ќе извојуваа слободата. И дека бевме уверени во тоа, еден ден Македонија ќе биде слободна. Треба да дојде да ги видат овие споменици, да се подсетат дека тие ги извршеле овие зверства. И тоа не само на овој споменик, него има вакви полно споменици кои бугарските фашисти во тоа време вршаа масакар, стрелања, уништувања, палења, читави села, куќи, интернации и така натаму. Тоа му е добро познато на бугарите, на бугарските фашисти, а и на сегашните бугари кои веќе се на власт.